Електронските услуги кои ги спроведува Фондот за здравство преку својата веб страна се во напредна фаза. Овие услуги веќе на големо ги користат како јавното здравство, така и приватните здравствени установи. Веќе добар дел од компаниите информираат од фондот, на големо ги користат електронските услуги кои им стојат на располагање. Се склучија електронски договори, електронски се фактурираат услугите, се вршат електронски преписки и така натаму. Еден дел од фирмите се пријавија исто така на порталот и ги користат услугите, се корисници на овие услуги и видоа дека тоа е лесно и носи голем бенефит да можат услугите да се ги вршат за поднесување на здравствени пријави и одјави од самата канцеларија без да доаѓаат на шалтерот, да губат време и така натаму. Јас ја користам оваа прилика да упатам јавен повик до останатите фирми кои што ја немаат исполнета оваа врска, односно кои што не се пријавиле на порталот, да го поднесат барањето. Овој начин на работа возможува властените лица да ги пријавуваат или одјавуваат вработените во нивните фирми, а матичните лекари ќе можат електронски да ги пријавуваат новите пациенти. Новиот електронски систем ќе овозможи осигурениците да може да вршат избор и промена на избран матичен лекар електронски кај матичните лекари без да се доставуваат пополнети хартиени образци во подрачните служби на фондот. Неодамна пак беше најавено и поврзувањето на фондот со Агенцијата за вработување и управата за водење матични книги. Ова ќе допринесе за подобар квалитет на услугите за при електронско пријавување и одјавување на вработените. Значи со самото електронско пријавување на образецот М1, М2 во Агенцијата за вработување автоматски ќе се изврши и пријавување на вработениот и на членовите на неговото семејство и во нашата евиденција, односно во Фондот за здравствено осигурување или во Управата за матични книги. Нема да има потреба повеќе од носење на изводи од матична книга на родени за новороденчето, затоа што ние тоа ќе го имаме веќе достапна во електронска форма. Според Фондот за здравство, околу 30.000 промени за вработени или членови на семејство се доставуваат на месечно ниво од страна на фирмите, кои од сега ќе имаат можност ова да го прават по електронски пат.